Никој во Македонија, па дури ни премиерот Зоран Заев, нема легалитет ниту легитимитет да се коцка со својот народ, вели новинарот Дарко Јаневски. За него, изјавите на премиерот од трибините за поддршка на Преспанскиот договор во кој првиот човек на владата отворено признава дека во преговорите играл all-in на се или ништо, се смешни и се одраз на тоа на какво ниво спаднало општеството. Она што не достига според Јаневски е повратна негативна реакција од другата страна. Јасно е дека им е даден напишан договор, он само го ставил подписот и тоа е неговата коцка со целиот народ, го одразува на крајна линија и неговиот ментален склоп за него. За да кажеш такво нешто, тоа навистина треба да ти да чувствуваш Македонија како твоја прчија. 2 милиона луѓе правиш со нив што сакаш, бидејќи имаш позади себе грб, имаш значи така наречена меѓународна заедница која што те поддржува, а дома ги имаш елементите на репресија, почнувајќи од МВР, пропагандата. Идиотизам е да се каже дека земјата нема алтернативно решение ако не помине договорот со Грција, вели Јаневски. Предупредува дека дестабилизација ќе има во случај ако референдумот биде успешен. Со поминување на договорот по известно време и по поминување на законот за јазиците, таа и формално ќе стане федерација и во перспектива државата ќе се распадне. Единствен начин да не се распадне државата е да се сочува, да се зачува македонскиот народ. Алфа праша, дали премиерот има мандат да го стави на коцка гласот на народот? Заев со одговор, последната одлука ќе ја донесат граѓаните. Ако имало само еден глас повеќе против, договорот ќе бил поништен. Вели за референдумот читал во програмата на ВМРО-ДПМН, уште пред 12 години. Прв пат јас 2006 го слушнав преку референдум. Ние како социјалдемократи се приклучивме во поново време, пред некои 3-4 години, и убаво е да го исполниме тоа наше ветување. Страна 295, кој што сите ја научивме од програмата на ВМРО-ДПМН, вели само граѓаните на референдум, јас се согласувам 100%. Инаку пред 2 дена на митинг во Струмица Заев со хазардерски речник пред присутните призна дека играл храбра битка со сите кецеви и џокери во ракав и оти во залог го ставил својот народ. Премиерот и останатите владини представници постојано повторуваат дека Преспанскиот договор е единствен политички концепт кој мора да помине, или во спротивно, земјата ќе се соочи со сериозна политичка и економска криза.